Нов студен туш од Софија. Бугарија нема да отстапи од своите барања, ниту пак ќе дозволи брзо решение за спорот со Македонија. Ваква порака бугарските власти испратиле до земјите членки на Европската Унија, преку изјава поднесена до Советот на Европа, посочувајќи дека односите меѓу двете земји се во деликатна фаза. Во документот приложен од страна на бугарската делегација во Европската Унија, Софија најавува дека ќе го поддржи усвојувањето на преговарачката рамка за Македонија, само доколку во неа биде вклучена имплементацијата на договорот за пријателство и добрососедство. Дополнително, Бугарија најавува условување со контроверзните историски ликови, олеснување на бугарските инвестиции во Македонија, Коридорот 8 и прекин за барањето за признавање на македонското малцинство во Бугарија, кое таа го сметала за неосновано. Во документот Софија споменува говор на омраза против бугарските граѓани во Македонија. Спорот околу името исто така останува еден од условите. Бугарија бара Македонија да се именува исклучиво со долгото уставно име, за да се разликува од регионот Северна Македонија. И бугарскиот председател Румен Радев во интервју за Еурактив порача оти Македонија ќе треба да го смени уставот и да го признае бугарското малцинство во земјата. Тој, повикувајќи се на Европската Унија, ја обвини Македонија дека не ги почитувала човековите права на бугарите. Дискриминаторскиот однос кон македонските бугари се врши со децении и тоа мора да се сопре. Денеска повеќе од 120.000 македонски граѓани имаат исто така и бугарско државјанство. Тие не се само бугарски граѓани, туку и граѓани на Европската Унија, а тоа значи многу кога зборуваме за човековите права. Новиот бугарски премиер Кирил Петков неодамна порача дека Бугарија ќе понуди нов циклус на надминување на несогласувањата со Македонија и даде оптимистичка прогноза дека спорот би можел да се реши во следните 6 месеци. Македонскиот председател Стево Пендаровски пак посочи дека бугарските предлози биле прифатливи, но периодот од 6 месеци за изнаоѓање на решение бил премногу долг.